Секој петок мој термин со министерот. Граѓаните ќе можат лично да разговараат со мене без да бараат врски и пријатели. Само ќе треба да закажат термин на веб страницата на Министерството за здравство на опцијата Отворен кабинет, кажа министерот Азир Алиу. Термин за со министерот може да се резервира со внесување на име и презиме, телефонски број и тема на разговор на првата страница и секој ќе може да добие 15 минути од времето на првиот човек на здравството. Од наредната недела, секој петок ќе имаме отворен кабинет, кој што можноста за да најдеме 15 минути за секој граѓанин е отворена сега веќе и може на таа платформа да се пријават со име и презиме, телефонски број и краток опис. И од наредната недела од 10 до 15 часот секој граѓанин кој што има сетиран слот, временски слот е добре дојден. Во однос на негодувањето на дел од лекарите кои сега имаат опција да паркираат кај Лимак за 1200 денари месечно со цел да им го ослободат паркингот кај клинички на пациентите, министерот Алиу кажа дека имало и такви кои му биле благодарни за можноста, бидејќи кај клиниките им ги гребеле новите автомобили. Знаеме дека имаме неколку капацитети со компанијата Лимак веќе договорени, тоа е слободно можат докторите да се јават, ќе биде first come first served сервис, ќе можат да се паркираат таму. Верувајте дека се јавуваат колеги доктори и велат не спасивте бидејќи скапи коли имаме и ги гледаме изгребани и оштетени надвора, бидејќи нема лифт, нема камери, не знаеме ни кој ни како и каде да се пријави. Додека Алиу бара решение за сообраќајниот хаос, само еден од горливите проблеми на здравствениот систем, со паркингот на клинички без никаков договор, веќе цели 2 години стопанисува градски паркинг. За ова Алиу најави разрешница и со досега собраните пари ќе бара од јавното предпријатие да го финансира конструирањето на смарт паркинг за клинички, кој го нарече негов сон. Идејата му е преку апликација да влегувате во паркингот, а движењето на возилото да биде следено со камери и на крајот системот да ве однесе до местото на кое треба да застанете.